Најпрвен ќе ми дозволите да ја поздравам македонската јавност, вас новинарите, снимателите кои што денеска сте овде со нас, да се заблагодарам на пресорката и председателка Силјановска за тоа што го додели мандатот на победничката коалиција на овие избори, а тоа е коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО-ДПМН за составување на новата влада. Истовремено сакам да искористам оваа прилика и да се заблагодарам на граѓаните. Тие се најзаслужни што Македонија ќе добие нова влада. Граѓаните кои што на овие избори излегува и гласа во огромно мнозинство за коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, што излегува и што гласа за останатите политички партии и коалиции, бидејќи на тој начин дадоа легитимитет на процесот. Граѓаните кои што во целиот овој процес учествува и на тој начин самиот процес го направија демократски. Исто така да се заблагодарам и за оние кои што не гласа за нас, односно кои што гласа за актуелната владина коалиција. Тоа е демократијата, правото на избор на секој еден е неприкосновено, човековото право е неприкосновено и треба да се држиме до овие константи во иднина како идна влада. Сакам да најавам дека набрзо денеска ќе биде составена новата влада, реформска влада, влада која што ќе има основна цел и задача да се занимава со реформите, да ги движи процесите напред, да не тонеме како држава и како општество во политичкото мучуриште на меѓуполитички препирки, туку да ја развиваме нашата држава, граѓаните во Македонија да се чувствуваат убаво, да нема граѓани од прв и втор ред, сите ние да бидеме подеднакви, да ги задвижиме работите во економијата, реформи во економијата, еден силен инвестициски циклус во економијата, тоа е она кое што граѓаните го очекуваат од нас, подобрување на стандардот на живот, исто така подобрување на стандардот на живот и зголемување на пензиите за пензионерите, едно од водечките ветувања кои што ги имавме во кампањата. Се разбира, ова состојба која што е во здравството во 21. век, пациенти да за жал го губат својот живот чекајќи по ходниците, а хируршките сали да остануваат во состојба во која што се овие денови. Да учениците на 1. септември добијат учебници, она кое што е важно, иако знам дека тука ќе имаме жесток и сериозен предизвик, бидејќи состојбата во Министерството за образование, каде што е овој министар, не само што не е почнат овој процес, туку намерно го обструира, за да ете на 1. септември, кога ќе почне учебната година, учениците немаат учебници пред себе, да имаме задоволни земјоделци со загарантиран откуп, со повисока откупна цена, субвенции кои што навремено ќе бидат исплатени, да имаме задоволни припадници на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, дипломатија која што во светот ќе ги брани, штити интересите на нашето семејство, на нашето македонско семејство, а не лични интереси на поединци. Дел од нив, за жал, ќе мора во периодот кој што следи и да бидат повикани на озбилен разговор од страна на надлежниот министер, кој што е надлежен над работата на нашите дипломатски представници. Истовремено, владењето на правото ќе биде наша основна водилка, нешто кое што изостануваше, би рекол, овие 7 години. Ние продолживме да тонеме на сите мерења, на сите релевантни рангирања. Перцепцијата за криминалот и корупцијата е огромна. Граѓаните имаат револт во себе, се чувствуваат небезбедни. Тоа представува еден од главните мотиви зашто тие ја напуштаат Македонија покрај сите овие, би рекол, лоши услови за живот. А тоа е перцепцијата за високото ниво на криминал и корупција. И тука не мислам само на политичкиот криминал и корупција, иако ние како политичари сме одговорни за тоа, туку зборам на степенот на криминалитет кој што го гледаме низ улиците на нашата Македонија. Тоа се предизвици како и многу други кои што идната влада ќе ги има пред себе за решавање. Имаме начин, мотивирани сме,
излеговме на овие избори со програмата Платформа 1198. Најголем дел од решенијата за сите овие напластени проблеми се таму. Добивме речиси половина милион гласа од страна на граѓаните на изборите за таа програма и таа програма треба да се спроведе, таа реформска програма, и убеден сум дека во иднина ќе ја смениме реалноста, ќе ја трансформираме Македонија во успешна европска приказна држава која што ќе биде татковина на сите граѓани без разлика на нивната етничка припадност, политичка припадност или неприпадност, место кое што ќе биде мотив и инспирација за оние кои што го напуштиле да се вратат назад. Уште еднаш благодарам на председателката, благодарам на вас, медиумите, на снимателите кои што бевте изминатиот период цело време со нас, и конечно на крај благодарност до граѓаните, уште еднашка за трпението и за огромната поддршка која што ни ја дадоа и која што не врзува да бидеме најдобри од било кој досега. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Овде, господине Мицковски, вчера рековте дека преговорите се завршени, денеска го добивте и мандатот. Може ли да ги откриете имињата кои што се ваш предлог за идни министри? Може би? Не можам да ги откријам, бидејќи од денеска почнуваат внатре-партиските и внатре-коалицијските консултации околу предлозите за членовите на владата. Господин Мицковски, тоа што се зборува низ медиумите дека дуи еден ден пред да биде избран Африм Гаши за председател на собранието, се понудила според медиумите да биде дел од идната влада и тоа со 4 министерства, односно 2 помалку од Влен. Дали е тоа вистина и кои биле функционерите на ДУИ или Европскиот фронт што биле во преговорите? Јас не би сакал да овие преговори бидат бројки и да се гледа нумерички на овие преговори кои што ги имавме со потенцијалните коалициони партнери. Тоа е коалицијата Вреди, потоа политичката партија Знам. Пред се сакам тоа да биде процес на кој што ќе додаде вредност, процес на квалитетни решенија и одлуки, и мислам дека е таков. Ги гледам етноцентристичките изјави кои што доаѓаат од некои од официјалните лица на Демократската унија за интеграција. Може би на тој начин сакаат повторно да внесат етнички провокации во соживотот во Македонија, со тоа што овие преговори за формирање на идната влада и институциите ќе бидат сведени на прашање колку добиле албанците, македонците, србите, власите и останатите. Ја следам внимателно оваа игра, многу опасна игра, на поединци кои што опасно играа изминативе 7 години, и ако така продолжат, многу скоро денеска вистината ќе излезе на виделина. Господин Мицковски, 2 прашања имам за вас. Првото прашање е коментар на изјавата на Африм Гаши дека неговата татковина е Косово. И второто прашање, може ли да откриете од која влада ќе земете кредит од милиарда евра со добра каматна стапка? Јас не сум ја слушнал изјавата на господинот Африм Гаши. Седен имаше на изјава. Не сум ја слушнал изјавата на господинот Африм Гаши. Јас мислам дека неговата татковина е Македонија, и од тоа што јас сум го разговарал со господинот Африм Гаши, сум слушнал лично од него дека наша заедничка татковина е нашата заедничка Македонија. Не знам, за таква изјава не сум слушнал, но ако има таква изјава, тогаш мислам дека треба да им се извини на граѓаните на Македонија. И тоа треба час поскоро да го направи, бидејќи од тука тој зима плата и од страна на македонците, албанците, турците, србите, власите, бошњаците е избран за председател на Македонското собрание. А околу идните реформски чекори на идната влада, ќе дозволите за малку трпение да биде истата формирана. Откако ќе биде истата формирана, однапред медиумите ќе ги добијат информациите за тоа кои се тие реформски чекори, од каде ќе обезбедиме финансиски средства, кои се новите инвестиции кои што во првите 100 дена ќе бидат реализирани, а верувате дека ќе бидат историски епохални како никогаш досега, така што ве молам за малку трпение.
Господине Мицковски, кажавте дека многу набрзо од денеска ќе кажете, ќе се знае целиот состав на владата, но може ли барем да ни кажете до кога е вашиот план? Знаеме дека има законски рок, но дали може би тоа ќе се случи пред рокот? Јас очекувам дека тоа ќе биде пред рокот. Реализирањето и гласањето во рамките на парламентот може да биде уште утре, бидејќи ако гледаме како што е вака структура на владата, тогаш ВМРО ДПМН има 61 пратеник. Формално, ние можеме да избереме новата влада уште утре. Но имајќи предвид разговорите кои што привршија коалицијата која што е направена, тогаш можам да кажам дека наш предизвик е да имаме мнозинство кој што ќе има поддршка од 2/3 во парламентот. Прво, тоа мнозинство ни е потребно поради тоа што планираме реструктурирање на владата поврзано со програмата на ВМРО ДПМН платформа 1198, а прифатена од нашите нови коалициони партнери. Тоа е прво. И второ, имаме предвид да имаме силен реформски циклус, посебно во оној дел во кој што треба да дојде до објавување на жесток фронт против криминалот и корупцијата. За тоа да се случи, потребно ни е главните столбови, а тоа е обвинителството и судството, да бидат ослободени од партизираните малкуми на обвинители и суди. Како тоа ќе се направи? Со распуштање на две институции, тоа е Советот на јавни обвинители и Судскиот совет. За тоа да се случи потребна измена на соодветните закони, а за тоа да се случи потребно е 2/3 мнозинство во парламентот. Рековте 61 пратеник, но формално имате 58. Па, токму тоа сакам да кажам, ако гледаме едноставно, ние имаме формално 78, не 58, бидејќи ние и потенцијалните како ВМРО ДПМН имаме 55. Двајца се од Социјалистичката партија, еден е од партијата, Демократската партија на Србите во Македонија. Но ако гледаме како поширока коалиција и во тој контекст, тогаш имаме 78. А јас ви велам дека имаме повеќе од 80. Господин Мицковски, да ве вратам на реформските чекори. Дали оваа милијарда што е земена како заем, 250 милиони ќе бидат наменети за општините, други 250 милиони за стопанските комори и останатите за инвестиции во електро секторот. Енергетиката, мислите? Да, во енергетиката. Што конкретно значат овие проекти? Јас не сум земал ништо се уште. Доскоро бев научен работник, редовен професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Одскоро сум пратеник во македонскиот парламент, таму мојата позиција е во мирување. Тоа што досега сум го превземал се одговорни чекори кои што треба да донесат економски развој за нашата држава, затоа што тоа го очекуваат граѓаните од нас и за тоа гласаа на изборите на 8 мај. А кои се плановите во периодот кој што следи, тоа го кажав уште на почетокот од оваа пресконференција, дека ден однапред ќе бидете новинарите информирани за сите оние потези кои што на полето на реформите, било тоа да се економски, во образованието, во здравството, ќе ги превзема идната влада. Инаку да, во нашата програма еден од основните столбови е реалоцирање на средства од централниот буџет кон буџетите на општините. Целта на оваа наша активност е да ја доближиме работата на владата до што е можно поголем број домакинства, преку реализирање на проекти кои што се од огромно значење на граѓаните, како што се нови булевари, улици, канализациони системи. Ни 20% од територијата или од потребите на граѓаните не е поврзано со канализација. Потоа вода за пиење, онаму каде што е потребно нови градинки, нови училишта, паркови и така натаму. Не сакаме да се занимаваме со работи кои што во минатото делува повеќе како приказни, кои што никогаш не се реализираа. Сакаме да донесеме пред граѓаните работи кои што ќе го олеснат нивниот секојдневен живот и кои што години, децении представувале нивен проблем. При секој дожд и снег да газат кал,
да немаат питка вода за пиење, да за жал се уште имаат септички јами со неподнослива миризба, децата да учат во незатоплени простори, да се чекаат огромни редици за дете да се запише во градинките, да имаме руинирани спортски игралишта за нашите најмлади. Сето тоа беше во втор план во минатото. Тоа во оваа влада ќе биде во прв план. И цениме дека со оваа политика ќе успееме во овој прв мандат да дојдеме до најмалку 300.000 домаќинства. Тоа се 250 милиони евра годишно реалоцирани средства од буџетот кон општините, а после ребалансот кој што очекуваме да се случи втората половина на јули месец оваа година, половина од таа сума веднаш да биде реалоцирана. Тоа е практично 125 милиона евра. Таму некаде прва половина на септември месец да биде објавен јавниот повик, до сите општини да достават проекти кои што ќе бидат веднаш во можност да бидат реализирани. Тоа подразбира проект, ревидиран проект, одобрение за градба се разбира, или одобрение за реконструкција онаму каде што е потребно, и веднаш на посебна сметка тие пари да бидат пренесени, веднаш тендерирани и да ја фатиме есенската градежна сезона колку побрзо можеме тоа да го направиме. Лично ќе го мониторирам реализирањето на овој проект. Тоа е 1 милиарда за реалните потреби на граѓаните. Нас граѓаните не гласаа. И ние мора на граѓаните да им се одолжиме. Исто така во септември очекуваме да биде првото нивелирање на пензиите. Ние рековме во првата година ќе имаме линеарно зголемување на пензиите на пензионерите. Тој процес почнуваме сега во септември, го завршуваме на следното нивелирање во март, значи побрзо од една година, тоа ќе биде. Ако теоретски ја формираме владата сега во јуни, нема да биде до година во јуни. Првото нивелирање во септември, второто во март. Така што тоа што го ветивме ќе го имаат и пензионерите. Очекувајте еден огромен инвестициски проект во делот на енергетиката, никогаш до сега немало во регионот, не зборувам во Македонија. Очекувајте 2 големи странски инвестиции и проширување на 2 веќе присутни странски инвестиции овдека во Македонија. Во првите 100 дена очекувајте многу убави и позитивни работи, нешто кое што граѓаните го очекуваат од нас. Тоа ќе биде мој личен фокус и моја заложба и моја инспирација како прв човек во владата да работам, од тоа што можам да го слушам од нашите идни потенцијални коалициони партнери. Гледам дека и таму инспирацијата и храброста не недостасува. Сакам да функционираме како едно и да им се посветиме целосно на граѓаните. Ние сме слуги на граѓаните. Секој оној кој што мисли дека е над таа состојба, ќе го изгуби тлото под нозе. Верувате дека лично ќе се занимавам со тој, без разлика дали доаѓа од редовите или таа, без разлика дали доаѓа од редовите на ВМРО, ДПМН, коалицијата Твоја Македонија или некој од потенцијалните коалициони партнери. Така што оставете фокусот на идната влада да бидат граѓаните и нивните реални потреби. Тоа е она кој што ќе биде наша заложба. Да, јас имам уште едно прашање. Вчера Мицотакис повторно ве повика да го почитувате Преспанскиот договор, рече во спротивност. Може да имате непријатно изненадување на самитот на НАТО. Може ли Грција повторно да ни стане блокада на евроинтеграцијскиот процес? Како човек кој што ќе ја предводи, би рекол, владата, сум обврзан да ги почитувам законите и уставот. И тука ниту сум имал некогаш дилема, ниту пак ќе имам дилема, се додека овие закони и овој устав вакви какви што се на сила. Преспанскиот договор е дел од македонските закони и македонскиот устав. И тука нема никаква дилема. Секој оној кој што е дел од институциите треба да ги почитува. Не можете вие да барате да се почитуваат законите и уставот, а од друга страна вие да ги кршите. Но исто така, очекувам да градиме добрососедски односи на принципијална основа, конструктивна основа, добрососедски односи кои што доликуваат на 21. век.
Немам намера, условно кажано, талибански да се однесувам, ниту пак очекувам некој талибански да се однесува. Моето човеково загарантирано право е право кое што е над сите права. И тука нема да имам никаква дилема. Се што е, додека ја обавувам оваа функција председател на владата поврзано со нашиот правен систем, уставниот поредок, ќе го почитувам до последната точка и запирка, нормално и потоа, како лојален граѓанин на оваа држава, како што всушност сум го правил тоа и во минатото без исклучок. Луѓето што ме познаваат, знаат дека така лесно не се изненадувам, ниту пријатно, ниту непријатно. И може би е добро да ги аргументираме позициите пред тој форум за кој што закажува средба за аргументирање на позициите председателот на владата на нашиот южен сосед. Господине Мицковски, кажавте дека ќе го користите уставното име само во официјална комуникација, односно кога мора тоа да се случи, а дека вашето загарантирано право на слободно изразување ќе си го употребувате во секоја друга комуникација. Сметате ли дека ова, вака ако му го кажете на господинот Мицотакис и пред целата меѓународна заедница, ќе предизвика реакции, но и влошување можеби на меѓународните односи, освен со Грција, можеби и со други земји? Стравувате ли од таква нешто? Зошто би стравувал? Тој повика на ерга омнес. Па, ерга омнес ние го користиме. Членот 7 од договорот, став 2 и 3 се многу јасни. Што значи кога едната и другата страна го употребуваат терминот Македонија и македонски? И членот 1 од истиот договор. Јас повторно би сакал да ги замолам медиумите овде во Македонија малку повеќе да посветат внимание во анализа на тоа што има нашиот јужен сосед исполнето од договорот, а помалку да биде провокација моето човеково загарантирано право со многу конвенции на употреба на терминот Македонија, името на мојата татковина во која што јас сум се родил, и придавката македонски. Ајде да видиме што тие направи овие 6 години. Ајде да видиме што правеа во минатото. Што требаше ние да добиеме? Кога во минатото се менуваше знамето, кога се менуваа банкнотите, кога се користеше понижувачкото име, кога се случуваше интервенцијата на НАТО против режимот на Милошевиќ 99-та, кој беше лојален сојузник, а кој забрануваше прелети. Што се случуваше кога се менуваше уставот еднашка после Охридскиот рамковен договор, втор пат поради тој договор, трет пат кога се ставаа пратеници во притвор па се вадеа ден спроти гласањето за уставните измени кој се менуваше уставното име. Ајде малку да зборуваме во поширок контекст. Не можеме работите да ги гледаме парцијално. Јас сакам за се да зборувам. Подготвен сум за се да зборувам со секој соговорник. Не е проблем. И ако некој ми каже, види Христијан, Македонија е мала, Грција е голема. Да, тоа го почувствувавме кога ја добивме пресудата во Хаг, кога не требаше Грција да не блокира при зачленувањето во меѓународните институции. Да, ја почувствувавме суровоста на тој тип на однесување. Но ние сме мал, питом, миролюбив народ. Малуброен, не мал, малуброен, со големо срце. И како така треба да се однесуваме. Кај мене нема да видите во периодот кој што следи да повторувам како папагал придавката, затоа што нема тоа да го видите, а позади завесата да ве ограбувам вас и да живеам како некој деспот или монарх. Мене ќе ме видите заедно со вас на улиците, од Чаир до Тетово, преку Дебар, Струга, Охрид, Гевгелија, Битола, Велес, па се до Делчево. Обичен човек сум. Мојата единствена амбиција која што преостана е да направам нешто за мојата татковина и за граѓаните. Ако некој мисли дека насила може нешто да ми одземе, тогаш треба да мисли и на чекорот потоа. А тоа е дека со сила во 21. век работите не се решаваат. Господин Мицковски, медиумите следат кој колку го почитува договорот и знаеме дека Грција не го почитува Преспанскиот договор и има многу елементи што не се почитувани. Прашањето е дали ќе спратите вие протестна нота и ќе
ја предупредите меѓународната заедница дека Грција е таа која што не го почитува договорот, бидејќи ние имаме имплементирано се од Преспанскиот договор. Речи си се. И повеќе од се Затоа има. што затоа што сега излага преку медиуми се препукувате со Мицотакис, а де факто дипломатски немате никаква активност и излагаме пак ние кривите. Па ние не можеме да имаме дипломатска активност бидејќи ние сме надвор од институциите. Кога ќе бидеме внатре во институциите, тогаш секако дека ќе превземеме дипломатска активност, да ги аргументираме нашите позиции и ќе се браниме. Ние сме подготвени да тоа го правиме. Нема да водиме провокативна, офанзивна политика. Немаме намера да преименуваме автопати, аеродроми, да градиме споменици. Сакаме да градиме мостови. Сакаме да градиме подсврста економија, меѓусебна економска соработка на полето на туризмот, образованието, културата. Тука сме, суседите мора да се почитуваат и ќе ги анализираме сите чекори и внимателно ќе влечеме потези, но истовремено немаме намера да бидеме подлизурковци, да се понижуваме самите себе, а од друга страна да ве ограбуваме вас граѓаните и да се однесуваме како деспоти. Македонија доби влада која што треба да биде фокусирана на граѓанинот. А владините службеници треба да бидат, тука мислам на мене лично и на министрите, да бидат слуги на народот. Па сега самите вие во прашањето го дадовте и одговорот. Очекувам дека бројката во периодот што следи ќе се зголемува и дека 2/3 ќе биде бројот на пратеници кои што ќе ја поддржуваат работата на нивната влада. Благодарам, убав ден да имате.